Военни ударни вести на телевизија Нова вечерва, воен удар во Турција. Според информациите кои што ги лиферуваат странските медиуми, некаде после 22 часот, воени авиони, хеликоптери, тенкови, оклопни возила се наоѓале на улиците во Анкара и во Истанбул. Затворени се двата мостови преку Босфор, хаос на улиците во Анкара и во Истанбул. Според информациите се слушале и истрели. Имало тенкови околу сите државни клучни институции. Според некои информации, обид и за упад во председателската палата се барал Ердоган. Според информациите кои што пристигнаа предмалку, Ердоган се наоѓал на одмор некаде во Турција. Според изјавата која што ја даде на новинарката од CNN Турк, се враќа со својот авион во Анкара, ги повика граѓаните да излезат на улица и да се спротистават на војската. Рече дека ќе пристигне и ќе дојде на плоштадот во Анкара. Но според информациите, не му било дозволено на неговиот авион да слета ниту во Анкара, ниту во Истанбул. Предходно објавивме веќе дека двата аеродроми се затворени, нема никакви летови од овие два аеродроми. Дури и сите останати авиони кои што требаше да ја надлетуваат Турција или да слетаат во Истанбул, ја избегнуваат Турција по информациите за воениот удар. Она што можеше да го видиме на снимките од Reuters и од другите светски телевизии, дека се слушаа истрели во Истанбул, додека народот, демонстранти кои што го поддржуваат Ердоган, излегоа на улицата. Она што е последно, што го лиферуваат светските медиуми секако без потврда, е дека веќе побарал Ердоган азил во Германија и се обидел да оди во Германија, но Германија го одбила барањето на Ердоган за азил, а потоа турскиот претседател се обидел да замине за Лондон. Ова е информација која што ја пренесуваат и NBC и CNN, меѓутоа информацијата не е потврдена. Според информациите, тој бил на одмор во Бодрум, од каде тргнал кој аеродромот во Истанбул или во Анкара. Во овие моменти има информација дека аеродромот бил пренасочен кон внатрешноста на Турција, не се знае точно каде. Западните медиуми ја пренесува информацијата дека тој со својот приватен авион може би слетал во Грција, како и дека побарал азил во Германија и дека некој овиот авион чекал да добие дозвола да слета, но му било одбиено, потврдува извор кој го цитира NBC. Ердоган и германската канцеларка Меркел имаат посебна соработка по прифаќањето на Турција на Брицелскиот договор, кој се однесува на мигрантите, а кој го иницираше Берлин. Сепак никој од германскиот државен врв не се обратил во јавноста да потврди или демонтира дали навистина Ердоган барал азил во Германија. Според информациите кои што се во моментов официјални, Ердоган им се обрати преку Скајп на народот во Турција. Информациите дека се голем број на народ е излезен веќе на улиците, имаше и истрели, многу луѓе лежеа на улицата, нема информација дали имало повредени, дали престрелката се однесувала помеѓу полицијата и војската или пак помеѓу полицијата и војската која што пукала на демонстрантите, како што лиферуваа некои од светските медиуми. Екипата на телевизија Нова е заглавена на аеродромот во Истанбул на пат кон Франција по терористичкиот напад во Ница. Колегата Александар Видиновски требаше да има везен лет од аеродромот во Истанбул кон Франција, но во овие моменти тие се наоѓаат заглавени во терминалната зграда која што е за транзит. Според последното негово јавување имало инцидент, група на луѓе почнале да пискаат и да бегаат, не знае зошто, не било можност да види, а потоа и голем број на полицајци вооружени со пушки влетале во делот каде што се странците кои што имаат везни летови преку овој аеродром во Истанбул. Го имаме повторно колегата Видиновски во живо и во ова вклучување. Александар, каква е ситуацијата? Дали се смири? Претпоставувам дека има вознемиреност и паника помеѓу петниците. Што се случува сега? Оно што успевам сега да го видам е дека на аеродромот влегу околу 200 и 300, претпоставувам, поддржувачи на Ердоган со турски знамења. Повторно се случи паника меѓу патниците, сите се растрчени, некои лежат позади шанкови. Она што го кажа во претходното јавување дека неофицијално дознавме дека Ердоган ќе дојде тука токму на аеродромот, тоа најверојатно се случува. Така единствено само можам да сватам единствено логично нешто е зашто неговите поддржувачи упадна и тука на аеродромот. Полицијата комплетно се повлече, така што ние остануваме да видиме што ќе се случи. Патниците тука се сите вознемирени. Контактиравме ние сега и со македонската амбасада во Анкара и оттаму ни кажа дека
моментално во Турција најбезбедно место е токму аеродромот, така што и за нас. Тука меѓутоа и уште тројца, четворица други македонски граѓани кои исто така се заглавени со нас на аеродромот, ни дадоа препораки на секој амбасадата да останеме тука и тука да ја поминеме ноќта, бидејќи според нив ова е најбезбедното место моментално во Турција, бидејќи не смее никој да се движи надвор, има прогласено и полициски час. Меѓутоа, од каде овие и како успеа овие луѓе 400-500 моментално да влезат со турски знамиња тука во карго центарот, за сега немам таква информација. Ани? Ти благодарам за ова вклучување, Александар. Секако ќе бидеме во контакт, останете безбедни. Хаос е на улиците во Истанбул, многу граѓани се на улиците, едни го поддржуваат Ердоган, други ја поддржуваат војската и нивниот државен удар. Според последните информации, тенк поминал и смачкал автомобил, бидејќи граѓаните поставиле автомобили како барикади за тенковите. Според информациите, се пред себе газале тенковите, преминували преку автомобили. Во Турција е хаос, граѓаните се масовно излезени на улицата. Не знам од режија дали ќе можат да го покажат екранот кој што јас го гледам во моментов. Ова видео е објавено на Твитер, на кое што се гледа како тенкот гази преку, ќе се обидам да го зголемам. Ова е моментот, граѓаните се на улиците, имаат поставено и автомобили како препрека. И еве го во моментот кога тенкот буквално го бутка и го оди преку автомобилот. Одираат со стапови, доколку можете да видите луѓето по тенкот во очај. Видеото е објавено на социјалната мрежа Твитер. Според информациите кои што ги добиваат странските медиуми, она што можеме да го знаеме веќе со сигурност е дека се повеќе престрелки и истрели пријавуваат граѓаните на Анкара и на Истанбул. Според последните информации во Анкара имало престрелки, се слушнало пукање и кај турскиот парламент. Според некои информации, тенковите отвориле оган околу турскиот парламент. Жестоки борби се водели и кај претседателската зграда во Анкара. Војската ги нападнала сите полициски станици и ја превзела контролата врз полициските станици, пишуваат медиумите. Според она што сите медиуми го објавуваат, е повикот на Ердоган да излезат граѓаните да ја спречат војската да изврши државен удар. Според информациите непотврдени се уште дека е убиен еден од генералите на Ердоган, досегашниот началник на генералштабот на турската војска. Ова го лиферуваат медиумите. Се уште не е потврдена оваа информација. Ќе се обидам во живо да ја преведам. Sky News Arabic јавува дека Халуси Акар, началникот на генералштабот на турската војска, е убиен. Претходно беше јавено дека токму овој генерал е грабнат и држан како заложник од страна на војниците кои што го направија пучот. Според информациите, ова Ердоган изјавил дека ова е чин со кој се охрабруваат паралелните структури и дека ќе има соодветен одговор на обидот за пуч. Остра беше изјавата на Ердоган дадена за преку Skype од непозната локација за CNN Турк. Тој се обидел да пристигне на аеродромот во Истанбул и пробал потоа да побегне од земјата, јавуваат сите медиуми. Војската ги нападнала сите полициски станици, превземала контрола над сите сили на полицијата, а според некои информации војни хеликоптери пукале по градот во Анкара. Според непотврдени информации, околу 25 полицајци настрадале во овие престрелки, односно се убиени. Информацијата вели дека и највисоки државни официјални лица се заложници. Ова го пренесува Russian Television, руската телевизија. А како што пренесува Спутник, претседателот Реджеп Тајип Ердоган веќе можеби и не е во земјата.
Го имаме на линија и Оливер Андонов, кој што е безбедносен експерт, ќе го вклучиме во живо во овие вести. Господин Андонов, најпрво извинување за тоа што во 1 часот пополнок ви се јавуваме, меѓутоа еве таква е ситуацијата. Ова што се случува на улиците во Турција е буквален хаос, како што пренесуваат и светските медиуми, воен удар. Не се знае дали има судири помеѓу полицијата и граѓаните, затоа и ве побаравме Волку Доцна најпрво нели извинување. Дали може малку да проанализираме? Се чинеше дека Ердоган го оствари своето, поготово дека е зајак на својата позиција после договорот што го направи со Европа и со Бриселскиот договор за мигрантите. Меѓутоа, очигледно се работило за затише пред бура, гледајќи ги снимките од вечерва од улиците на Анкара и на Истанбул. Што мислите вие? Добро вечер. Најпрво мора да искоментирам дека може би ова беше изненадување за сите кои очекувавме да видиме што ќе се случува во Турција и пред се представува ризик по однос на Балканот како регион, но и Блискиот Исток, бидејќи Турција е регионална сила која ги поврзува овие два региони, има свое влијание и врз едниот и врз другиот регион, што беше видливо во Сирија особено. Она што привлекува внимание е се уште тотално нејасната состојба. Со поранешното искуство кое Турција го има во извршување на државни удари во времето на Кемал Евран и некои други моменти, сега може да предпоставиме дека и не е толку успешно isplaniran и извршен овој државен удар, бидејќи постои веројатно поделеност во самата армија, војската во својата класичен обид за преземање на власта ги зазема аеродромите, клучните инфраструктурни објекти, институциите, значи клучните политички личности, но во овој миг наидува на отпор од полицијата и што е многу интересно од граѓаните. Единствено збунува информацијата дека Ердоган ја напуштил Турција, што во основа би значило дека сепак војниот удар е од поголеми размери, не е од оној маштаб како што се изразија дека се работи за мала милитантна група и веројатно во текот на ноќта ќе видиме многу уште што ќе се случува во Турција, особено во Анкара и во Истанбул, така што состојбата можеби дури и во следните денови ќе биде доста нејасна. Прашањето кое можеме да си го поставиме е кој стои за цело ова, бидејќи без надворешна поддршка државен удар не се изведува, посебно војската тоа не го прави. Така што нагаѓањето, односно предпоставките може да бидат различни и вие сами спомнавте дека имаше еден договор со Европската унија во врска со бегалците, но јас колку што можев да следам, тој договор не беше до крај испочитуван, иако и Меркел беше во посета на Турција. Исто така во минатото Ердоган имаше неколку проблематични закони воведувајќи ја државата во една сфера на исламизам, пан-отоманизам, а потоа неколку конфликти со Русија во регионот, со Сирија и така натаму, проблемите со курдите, така што ниту политиката на Ердоган не одаваше впечаток дека е до крај стабилна безбедносно, иако Турција како регионална сила, но и како држава со голем број на население, со голем број потенцијал, економски успешно се развиваше. Пак ќе повторам, се во ова насочува кон тоа да размислуваме кој стои за оваа операција на армијата и тоа во наредниот период ќе можеме веројатно да го видиме. Во овој момент многу малку има информации, само она што го гледаме на улиците што се случува во Истанбул и во Анкара. Господин Андонов, малку се нејасни информациите кои што пристигнуваат сега од Турција. Се работи за успешен воен удар, неуспешен воен удар. Некои информации велат дека откако народот се насобрал на улиците, војската почела да се повлекува и од околу аеродромот и од кај полициските станици. Меѓутоа други информации пак велат, пуштивме ние видео овде, може и нашите гледачи да го видат, дека тековите буквално газат преку автомобилите кои што граѓаните ги има поставено за да направат барикади за тенковите.
Од друга страна, премиерот на Турција уште веднаш изјави дека се работи за мала група, дека ова не е воен удар, не треба да го нарекуваме воен удар и дека ќе бидат уапсени веднаш што ќе бидат видени предизвикувачите на овој инцидент и дека ќе бидат соодветно казнати. Од друга страна, еве пристигнува информација непотврдена секако дека е убиен генералот на турската војска. Очигледно е дека информациите дека Ердоган, непотврдени, повторно ќе кажам, дека побарал веќе азил во Германија, бил одбиен, дека можеби веќе слетел во Грција. Сега последната информација вела дека затоа што го одбиле да слета во Германија, ниту се обидел да добие дозвола да оди за Лондон, дека веќе се наоѓа во Истанбул. Ова е последната информација која што сега ја лиферуваат медиумите, дека Реджеп Тајип Ердоган слетал, односно се наоѓа во Истанбул. Ова е државен удар, не е државен удар, успешен, неуспешен, според она што досега го имаме. Дали навистина е државен удар или пак, како што вели премиерот, мала група на војска. Меѓутоа, според инсерциите што ги видовме, не се работи за мала група. Значи, може да зборуваме за тоа дека состојбата е пред се нејасна и дека терминолошки можеме да го определиме и како државен удар, но во некои аспекти како побуна на група во армијата, доколку е точно дека е началникот на генералштабот убиен, односно потврдува дека не учествувал во организацијата на државниот удар. Исто така можеме и да забележиме неколку други индикатори, како например тоа дека доколку некој добро го планирал државниот удар, првата и основна цел на извршувачите на државниот удар ќе беше апсењето на Ердоган или неговата ликвидација. Во овој случај имаме обид за државен удар, кој се уште, како што реков, е нејасен и не се знае како ќе заврши. Интересна е состојбата што граѓаните излегле на улиците на повик на Ердоган, и тоа во многу ќе ја отежни постапката на војската. Доколку е точно тоа дека војската се повлекува од стратешките инфраструктурни позиции, имаше една информација дека и турската национална телевизија е завземена, колку што можеме да следиме, се уште има движење низ улиците на Истанбул и на Анкара на армијата. Не можеме да потврдиме со сигурност дали ова ќе заврши вечерва успешно или неуспешно по прашање на државен удар, но како и да го гледаме ова, не е во ред да има ваква состојба, пред се затоа што, како што кажав и на почетокот, се загрозува безбедноста на два региони, бидејќи Турција има свое силно влијание. Основното прашање кое треба да се одговори е кој е поддржувачот од надвор на оваа состојба во Турција и кому оваа состојба би му одговарала, со кои цели. Господин Андонов, ви благодарам за ова доцна вклучување во воредните вести на телевизија Нова. Се надевам ќе ни стоите на располагање. Оваа ситуација очигледно ќе се развива, официјални информации ќе добиваме во текот на ноќта, а и веќе во утрешниот ден ќе имаме појасна слика за тоа што се случило вечера во Истанбул. Ви благодарам за вклучувањето. Според информациите кои што дојде ТВ Нова, многу македонци има во овој момент во Истанбул, освен екипата на телевизија Нова, која што е заглавена на аеродромот во Истанбул. Имало и дечиња кои што се на камп во Турција. Многу туристи има македонци. Во овие моменти проверуваме за која бројка се работи, дали стапиле во контакт со нашата амбасада таму, дали добиле било какви воопшто упатства како да се однесуваат, како да се заштитат. Според информациите, Американската амбасада и Британската амбасада веќе им упати апел на своите граѓани да не излегуваат на улиците, бидејќи немаат информација што се случува во Турција. Ние го имаме на линија во овие вести, во живо го вклучуваме и Славче Војнески, кој што е тренер и во овие моменти се наоѓа некаде во близината на Анкара, како што чинам, како што ми беше кажано, каде што се подготвува, има тренинзи со својата екипа. Господине Војнески, и вам извинување за ова доцна јавување. Каква е атмосферата во Анкара? Вела дека започнало се, дека најмногу авиони надлетувале над Анкара, дека првите покотници по улиците биле токму тука. Каква е ситуацијата? Дали сте вие на безбедно? Добро вечер. Значи, јас сум на безбедно. Моментално се наоѓам некаде на некои 600-700 километри од Анкара, не сум баш близко. Значи, целата екипа моја е на безбедно. Со мене во моментот е тука и тренерот Иван Јовановски Карас,
кој исто така е на безбедно. Значи, драматична беше ситуацијата од она што можеше да го гледаме на вестите на турските телевизии. Значи, тенковите беа излезени по улици, имаше комплетно блокиран сообраќај и едноставно се беше парализирано. Од она што ние овдека можеме како луѓе кои што сме спорта да го дознаеме само преку телевизиите, се гледа дека сега во моментот ситуацијата е стабилизирана, дека има доста народ по улиците кои што слават со турски знамиња, едноставно да слават као победата на Ердоган. Господине Војневски, кажете ми, вие сте таму, целата екипа, велат дека небото на Турција било прелетувано веќе од 21 часот од голем број на воени авиони. Видовте ли вие нешто во вашиот дел или пак единствено во Анкара и во Истанбул се случувало ова? Да, она е можно дека се случувало во Анкара и околу Анкара. Исто така, по ние контакти кои што ги имав со моите пријатели кои што дело нивсе на одмор некаде во делот на Анталија и Кемер, таму исто така имало надлетување од авиони. Овдека кај што сме ние никакви такви действија немаше, значи овдека е тотално мирно се. Бидете на безбедно, уште колку време треба да останете во Турција на подготовки? Па сигурно уште едно 10 дена ќе бидеме тука. Да се надеваме дека оваа ситуација нема да ескалира и дека ете вечерва можеби ќе се знае се, но тоа не го ветуваат снимките кои што ги гледаме од светските медиуми и од нашиот партнер Reuters, кои што им ги пренесуваме во живо на гледачите на телевизија Нова. Голем број на граѓани се собрани на улиците, буквално се обидуваат да ги превртат во овие моменти. На видеобимот може да видиме, се обидуваат да ги превртат воените возила. Според информациите на улиците има граѓани кои што се и поддржувачи на Ердоган, но и поддржувачи на војската која што го изврши воениот удар. Ви благодарам за вклучувањето, господине Војневски, останете на безбедно и вие како и сите македонци, а според информациите голем број ги има во Турција во овој момент, што туристи, што луѓе кои што работат и живеат во Турција или некои како вас кои што се таму по работа, односно со својата екипа на тренинзи. Очекуваме во секој момент да го вклучиме и македонскиот амбасадор во Турција Звонко Муцунски, да добиеме официјална информација од него, ќе го вклучиме во живо веднаш штом ќе успееме да го добиеме. Во меѓувреме очигледно информациите повторно почнаа да течат. На Твитер повторно има видеа кои што ги аплодуваат државјаните, граѓаните кои што се во Анкара и во Истанбул. Последната информација вели дека непотврдена, ќе кажам, сето ова се непотврдени информации. Буквално сите светски медиуми одат со тоа дека информациите ги добиваат од Твитер, од Фейсбук, од тоа што граѓаните им го кажуваат. Во овие моменти нема никаква потврдена информација. Според последната информација имало пукање, односно информацијата вели дека хеликоптер ја погодил зградата на државната телевизија ТРТ. Ке повторам, ова е непотврдена информација. Она што го пишуваат медиумите, сведоци велат дека имало експлозии и покотници, се слушнале најмалку 4 експлозии. Воен хеликоптер е забележан како отвора оган над Анкара, известува Reuters, цитирајќи сведоци повторно, а други извештаи наведуваат дека гласна експлозија се случила во зградата на државната телевизија ТРТ. Последните информации за оваа телевизија беа дека во еден момент ја прекинала програмата. Се претпоставуваше дека војската влегла во самата зграда на ТРТ, а последното нешто што го објавиле е пораката од војската дека ја превзела, извршила државен удар и ја превзела власта од страна на Ердоган. Според соопштение првично објавено на турската државна телевизија, излезе турската армија која тврди дека при државниот удар нема да настрада цивилното население. Целосното соопштение ќе го имаме, значи ова е официјално соопштение од турската армија,
објавено преку турската телевизија ТРТ, во кое што тврди дека при овој државен удар нема да настрада цивилно население. Ке повторам, очекуваме соопштението во целост да го имаме за кратко и ќе го емитуваме. Во меѓувреме, режија, доколку сте подготвени да чуеме изјавата на Ердоган дадена преку Скајп од непозната локација за CNN Турк, во која што тој буквално го повика народот да излезе на улиците, да го поддржи и да удри по војската која што изврши воен удар. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган во телефонско видео јавување изјави дека ова е чин охрабрен од паралелни институции и дека ова е востание кое што се обидува да го изведе малцинство во воените редови. Според него, овој обид на државен удар ќе најде на неопходниот одговор и го повика турскиот народ да излезе на улиците. Турскиот народ мора да се собере на плоштадите за да даде одговор на обидот за државен удар, на побуната против волјата на народот, секако дека ќе одговориме во согласност со правото, уставот и законите. Оние кои прават вакви чекори ќе добијат одговор, без разлика дали се дел од вооружените сили, некој малцинство или дел од некоја институција, изјави Ердоган. Ердоган во своето јавување вели: "Јас сум врховниот командант на земјава, ние ќе го надминеме ова, а одговорните за обидот за државен удар ќе платат жестока цена на суд." Ердоган истакна дека верува оти обидот за удар ќе се реши за кратко време. "Не верувам дека заговорниците ќе бидат успешни", изјави Ердоган и порача дека се враќа во Анкара. Медиумите постојано информираат за она што се случува во Турција. Според информациите, Меси и Инјеста го избегнале воениот удар во Турција, Деко, Пујол, Арда заглавени се на аеродромот. Информацијата вели дека легендарниот фудбалски ас Самуел Ето утре во Истанбул требаше да организира ревијален надпревар и за таа цел ги повикал скоро сите големи звезди со кои играл низ кариерата. Според информациите, во Турција веќе пристигнал Деко, Пујол, Арда и Турам Абидал Лорен. Заради лошото време Меси и Инјеста го одложиле доаѓањето за во сабота. Според информациите, Нејанмар претходно најавил дека нема да настапи. Информациите исто така велат дека, да повториме, дека некои медиуми јавуваат дека е убиен генералот на Ердоган, како што е ова Sky News Arabic, Хулуши Акар, началник на генералштабот на турската војска, е убиен. Ова се, велам, непотврдени информации. Да одиме малку со атмосфера со нашите партнери со Reuters, кои што емитуваат во живо постојано слика од Турција. Во овој момент може да видиме насобран народ во Анкара. Ова е во живо преку нашите партнери од Reuters. Ова се поддржувачите на Ердоган кои што излегоа на улиците во Анкара на плоштадот. Ердоган и во своето обраќање најави дека ќе се појави на плоштадот во Анкара, но според информациите последни непотврдени е дека тој се наоѓа во Истанбул, откако побарал азил во Германија, но бил одбиен, пишуваат медиумите, повеќувајќи се на своји непотврдени извори, непотврдена информација од своји извори. Франс Прес пренесува дека турски F-16 авион срушил хеликоптер во кој се наоѓале организаторите на државниот удар. Повторувам, и ова е неофицијална информација. Сите информации во овој момент кои што пристигнуваат се буквално информации кои што се добиваат од социјалните мрежи, кои што им се достапни на новинарите во овој момент, бидејќи нема било каква друга официјална информација. Додиме малку со атмосферата со живо во Reuters да видиме што се случува на улиците во Анкара.
Ne kadar dayanacak oğlum derdiniz? Orası bir çocuk. Подрежја ми јавува дека во овие моменти во живо во вестите на телевизија Нова во овие доцни часови го имаме амбасадорот на Македонија во Република Турција, господинот Звонко Муцунски, кој што го вклучуваме во живо. Господине Муцунски, се извинуваме за ова доцно јавување, меѓутоа ете така налага ситуацијата. Дали имате информација? Има многу македонци кои што се во Турција во моментов, кои на одмор, кои по работа. Дали имате информации, дали се на безбедно или што би им порачале на сите оние кои што гледаат ТВ, кои што во моментот се заглавени во Турција и екипа на телевизија Нова во овие моменти е заглавена на аеродромот во Истанбул? Да, со вашата екипа од ТВ Нова веќе се слушнавме. Инаку, актуелната ситуација во Турција е исклучително комплицирана, меѓутоа сепак морам да нагласам дека Република Турција е наша пријателска и партнерска држава, со која споделуваме многу заеднички вредности. Единствено што посакуваме во овој момент е мирен развој на настаните. Секако наша најголема грижа во моментот е безбедноста на државјаните на Република Македонија, кои по било кој основ престојуваат во Република Турција или транзитираат преку некој од аеродромите и на кои им препорачуваме, барем во моментот да останат на безбедни места, без неопходни движења на јавни места кои во моментот може да бидат опасни за нивната лична безбедност. Министерството за надворешни работи на Република Македонија веќе објавува соопштение на својата веб страница со сите информации на нашите представништва во Република Турција, значи амбасадата на Република Македонија во Анкара и Генералниот конзулат во Истанбул, вклучувајќи ги имейл адресите и дежурните телефони на кои ќе можат да не контактираат и да побараат евентуално помош или совет. Повторувам дека посакуваме понатамошен мирен демократски развој на пријателска Република Турција, бидејќи знаете демократските промени со суштинско значење за развојот на секоја држава. Господин Муцунски, да повториме сите оние кои што ќе имаат потреба од било каква информација или помош кои што се наоѓаат заглавени во Турција, доколку нели се надеваме дека ова ќе заврши, меѓутоа ете доколку потрае, може слободно се обратат во амбасадата на Република Македонија. Така е, може да се обратат и во амбасадата во Анкара и во нашиот генерален конзулат во Истанбул. Значи на веб страницата на Министерството за надворешни работи се објавени и имейл адресите и телефонските броеви, вклучувајќи и дежурните телефонски броеви, и ние остануваме отворени за помош во било кое време на било кој граѓанин на Македонија. Следите ситуацијата, претпоставуваме вие и Министерството за надворешни работи за тоа што се случува, за да може да се преземат конкретни понатамошни чекори за тоа како да се заштитат нашите граѓани таму. Секако, ние секој пат кога станува збор за безбедноста на граѓаните, тоа ни е на прво место и ќе водиме и понатаму сметка, нели така да ги заштитиме каде и да се. Така да им препорачувам на сите, значи да ги следат соопштенијата и инструкциите на Министерството за надворешни работи заради својата и безбедноста на своите семејства. Господин Муцунски, ви благодарам за ова вклучување во живо во вестите на телевизија Нова. Ќе морам да ви кажам дека ќе ве контактираме и во наредниот ден најверојатно, бидејќи се развива оваа ситуација како што може да гледаме по инсертите на телевизија, на телевизиите, светските телевизии кои што ги лиферуваат во живо од улиците на Истанбул и Анкара. Ви благодарам за ова вклучување.
Одиме сега од режим ЕУ дека повторно бара вклучување нашиот новинар Александар Видиновски, кој што заедно со снимателот на телевизија Нова се заглавени на аеродромот во транзитната зграда на аеродромот во Истанбул. Видиновски, повели што се случува сега таму? Овие неколку илјади луѓе што пред околу половина час влегоа во аеродромот полека почнува да го напуштаат. Се работи за поддржувачи на Ердоган со турски знамења и со скандирање полека излегуваат. Што се случува надвор од аеродромот, се уште немаме информација, освен што од време на време прелетуваат војни авиони. Од амбасадата, македонската амбасада во Анкара дознавме дека не сме само ние единствените македонци заглавени тука, има уште неколку патници. Меѓутоа, од она што е најважно дека моментално се наоѓаме на аеродромот, дека сме добро. Од време на време се ствара некоја паника меѓу патниците, ќе почнат двајца да бегат и се прави едно стампедо од луѓе. Претежно тука, бидејќи транзитен центар не се турски државјани, доваѓаат луѓе на микрофони, зборуваат на турски нешто, меѓутоа никој не ги разбира, така што разбирлите стравот кој што во овој момент владее кај нив. Она што е вака малку оптимистичко, што можам да го кажаме, што луѓето, цивилите што упаднаа на аеродромот полека почна да го напуштаат. Што точно ќе се случува понатаму не знаеме, имајќи предвид дека има полициски час и буквално не се движи ништо освен полицијата и војската. Инаку слушнавме сите за инцидентите што се и борбите што се во Истанбул, меѓутоа на аеродромот не се слушаат ниту истрели, ниту детонации. Меѓутоа нема ниту војска, а и полицијата што беше тука присутна пред околу час и половина можеби се повлече. Така што моментално на аеродромот се наоѓаат заглавените патници и поддржувачите на Ердоган. Уште еднаш ќе кажам, ситуацијата е хаотична, на моменти се ствара паника, почнуваат сите да трчаат, во непознат прави се легнуваат доле, меѓутоа претпоставам дека и тоа е нормално во оваа ненормална ситуација. Студио? Ти благодарам, Александар, за ова вклучување. Ние во овие моменти гледаме и некои инсерти од аеродромот во Турција, режија, доколку можеме да ги погледнеме, да им ги покажеме и на гледачите. Ова се инсерти кои што се од аеродромот во Турција, мислам дека е во Истанбул, за тоа што се случуваше во аеродромската зграда. Ти како што ни информираше Александар, луѓето кои што паднаа во зградата веќе се заминуваат. Вие сте на безбедно, немате никакви информации. Ќе бидеме во контакти во текот на ноќта за тоа што ќе се случува. Како што објавивме претходно со соопштение првично објавено на турската државна телевизија ТРТ, турската армија тврди дека во овој пуч нема да биде повреден ниту еден граѓанин, цивилно население. Имаме подготвено и прилог за комплетното соопштение кое што го лиферувала турската војска, кое што го изврши државниот удар. Да го погледнеме. Сите видови на мерки се преземени и имплементирани. Нема да дозволиме граѓаните да бидат повредени и нема да дозволиме нарушување на државниот поредок. Без никаква дискриминација, целата слобода на нашиот народ, правото на имот, универзалните права и слободи се загарантирани од страна на Мировниот совет. Мировниот совет ќе се погрижи за подготовка на устав најбрзо што е можно, кој ќе ги опфати сите сегменти на општеството без дискриминација на религиска основа, на основа на јазикот или на расата. Мировниот совет ќе ги преземе сите мерки додека секуларниот, демократски, социјален и уставен ред не биде воспоставен. Со почит известување за јавноста. Советот за мир дома. Тоа беше официјалното соопштение кое што го лиферуваше турската војска дека нема да има повредени цивили, иако според инсертите кои што ги гледавме од нашите партнери Reuters и од CNN, секако се гледа како несобраната толпа буквално удира со стапови во очи по тенковите, а погледнавме и видео во кое што буквално се гледа како тенкот поминува и прегазува еден од автомобилите кој што бил поставен како еден вид на барикада. Според информациите, во Турција во моментов на улиците има и поддржувачи на Ердоган, но и поддржувачи на војската која што го изведе државниот удар. Многу непотврдени информации дека бил урнат хеликоптер во кој што биле организаторите на пучот. Информациите исто непотврдени се дека 17 полицајци се убиени во хеликоптерскиот напад на седиштето на полициските специјалци во Анкара. Ова го јави агенцијата Анадолија. Турски борбен авион го урнал хеликоптерот што го
користеле пучистите во Анкара, се вели во информацијата. Според фотограф на Associated France Press, војската пукала врз толпа во Истанбул и има и жртви. Турскиот премиер го нарече пучот терористички чин и го повтори повикот на Тајип Ердоган нивните приврзаници да излезат на улица за да се одговори како што треба на оваа граблива и неморална структура како што ги нарече пучистите и ги нарече предавници. Според исто така неофицијални информации има покотници и во Анкара и во Истанбул. Во овој момент ова што го гледаме на екранот се инсерти од аеродромската зграда каде што се заглавени голем број на патници затоа што се откажани сите летови и од Истанбул и од Анкара. Голем број на патници кои што требало и да транзитираат, но и да пристигнат или да полетаат од Истанбул, се заглавени во аеродромската зграда, како што слушнавме од јавувањето на екипата на телевизија Нова, кој што исто така е заглавена на аеродромот во Истанбул. Голем број на луѓе со знамења турски поддржувачи на Ердоган буквално влетале во зградата и тоа буквално во делот кој што е транзит, а во тој дел може да се влезе само доколку се помине пасошката контрола, значи овие луѓе буквално не биле сопрени или ги совладале полицајците и цариниците кои што биле на пасошката контрола и слободно си влегле во аеродромската зграда. Се направила таква мешаница како што јави нашиот репортер, што сите легнале на земја, биле исплашени, сите зборувале на турски, никој на странците не им дава никаква информација. Тие се уште заглавени во аеродромската зграда во Истанбул, не се знае, требаше да имаат везен лет, меѓутоа не се знае дали и кога воопшто. Еве го инсертот кога толпата се обидува да го застане оклопното возило на војската и во овој момент возилото буквално ќе прегази едно возило, ќе премине преку едно возило. Официјалната информација е дека војската нема да удри по цивилното население и ниту еден цивил нема да биде повреден во овој воен удар и превземањето на власта од страна на Ердоган. Како што можеме да видиме, војниците имаат проблем да минат низ толпата. Толпата се обидува да ги сопре, скандираат, извикуваат, се обидуваат и да ги излечат дори војниците. Сега за сега нема информација дека дошло до вакви директни судари во некој од овие случаи, но има информација дека војската отворила оган и во Анкара и во Истанбул врз цивилно население. Ова секако се уште непотврдени информации. Доколку е колешката Милена подготвена, дали можеме малку претходно само да кажам дека Белата куќа испрати официјална изјава, официјален став во кој што ги повикува сите страни во Турција да ја поддржат демократски избраната власт. Американскиот претседател Барак Обама вечерва телефонски разговара со државниот секретар на САД Џон Кери за настаните кои што се случија вечерва во Турција. Тие се согласиле дека сите страни во Турција треба да ја поддржат демократски избраната влада на Турција, да демонстрираат воздржаност и да биде избегнато насилство и крвополевање. Кери подлекол дека Стејт департментот ќе продолжи да се фокусира на безбедноста на американските граѓани во Турција. Доколку е колешката Милена подготвена, може да се вклучиме во живо сега овој пат во CNN да видиме што се случува на улиците во Анкара и Истанбул. Any violence at all between soldiers and people protesting? What is the interactions you've seen specifically? Што можеш да видиш во моментот? Какви се интеракциите меѓу цивилите и војската? Не видов ниту еден полицаец, ниту пак војник во моментот. Улиците претходно беа празни пред повикот да излезат луѓето. Тие сега се на улиците и навиваат, скандираат за државниот удар. Тие одговорија. Што слушна околу тоа, дали има некои промени? Се вели Господ е голем, Господ е голем. Но ова не е повик за војна во никој случај. Едноставно луѓето скандираат, се собираат заедно, нема никакво насилство, се е мирно, само свират на своите свирки и труби.
Right, and I understand where you stand. Разбирам Erdogan. It's 2:43 a.m. каде си во моментов е 3:40. Колку луѓе гледаш? На улиците нема никој, улиците се празни. Ердоган и владата успеа да ја повратат контролата и државниот удар завршил. Улиците се празни, има само неколку возила, сите си отидоа, има по некоја свирка во моментот, луѓето пешачат одат дома. Претходно улиците беа преполни со луѓе. Ти благодарам за твоето јавување. На азиската страна од Босфорскиот премин, тој говореше за тоа како претходно имаше многу луѓе кои што го поддржуваа Ердоган и тој исто така го поддржува Ердоган. Председател на Турција, која е твојата реакција кога слушаш она што се говори? Тука сцената е малку поинаква. Пред мене има вооружени војни сили, има слаба тензија меѓу народот и војните лица, но уште нешто треба да се запомни, дека сите делови од властта се во моментот загрижени. Има и од Анкара многу извештаи. Во моментот е, но сепак во моментот е прерано да се види дали државниот удар ќе се спроведе, дали ќе победи или не. Има загриженост, не знаеме дали, не го знаеме одговорот, знаеме дека се обидуваат да спроведат ред и мир. Се случува во живо, се развиваат настаните во Истанбул, како што гледаме армијата пука во воздухот. Во моментот гледаме случувања меѓу демонстрантите и полицијата. Да погледнеме. Not into the crowd, as far as we could see. They were shooting in the air. You could actually see. Не пука во народот, пука во воздухот, како што гледаме. Ова е во живо. You hear obviously the eyewitness that we saw was from another location. Obviously he was very од местата, with a completely different story than what you're seeing од различни места велат различни нешта, некои го поддржуваат Ердоган, еве овде има големи тензии. И гледаме настаните и пред тенкот оружјата се насочени кон воздухот. Како што гледате, ова е многу инаква слика од она пред малку што ја видовме, во која што се беа здружени со војниците и заедно се движа. Постои голем ризик за конфликт во моментот со ваквите конфликти, но како што можете да видите, тие се мешани со толпата, се обидуваат да ги убедат да се вратат назад, да си одат. Ова е една локација на која што илјадници лица се присутни. Немаше она што се случува во Анкара е слична тензија како и во Истанбул и во другите поголеми градови во Турција, кое што ето гледиште за она што тука го видовме од случувањата во живо на демонстрантите.
Ова е поделена земја. Го опишуваат како мусимански брат, не многу силен, кој што ја води земјата, но е многу популарен. Тој е народен лидер, но војните сили едноставно не го сакаат и затоа тој во последната декада е против војните сили. Новата Турција се повеќе мусиманска. Нема да биде ништо после ова исто, тој нема да има избор и ќе биде лидер на една ваква земја. Во следните неколку часа ќе се открие каде се наоѓа председателот Ердоган и каква ќе биде поддршката, понатамошната поддршка на владата на САД за Турција. Треба да стори нешто САД околу поддршката и да се изрази дали ќе продолжи понатаму. Ќе се справиме со тоа понатаму, треба да се справиме и со армијата. Една од страните ќе биде совладана, но ова е проблем во Турција кој што ќе се одрази врз Сирија, Ирак, Иран и другите региони, бидејќи Турција е навистина важна за стабилноста на целиот регион. Утре ќе биде нов ден и поинаков ден и нашата позиција секогаш треба да се стреми кон демократија и стабилност, но неверојатно ќе биде збунувачка ситуацијата во следните неколку денови. Турските разузнавачки служби соопштуваат дека државниот удар завршил и дека е совладан. Но организацијата така соопштува, но очигледно се уште гледаме конфронтации на улиците и затоа е нејасно што треба да заклучиме после оваа информација. Доколку тоа е вистина, интересно е како се поврзуваме со луѓето на повеќе места. Има многу војни сили на многу места. На некои места тие се мирни, но на некои не толку. Во Турција некои што и да се случи утре наутро, кога ќе се разбудиме, ќе биде интересно да се види како Ердоган ќе се справи со ситуацијата. Се ова ќе се разреши во следните неколку часа. Ќе продолжиме со следни детали по паузата. Тука пред околу 10 да трчат луѓе на сите страни, полицајци со автомати влегува во транзит центарот. Моментално не знаеме што се случува, буквално моравме да легнеме сите на земја бидејќи се слуша како полицајци викаат, слушнавме репертирање, меѓутоа што точно се случува моментално на аеродромот, меѓутоа дефинитивно нешто се случува бидејќи има секаде расфрлени торби, луѓето едноставно избегаа и не знаеме точно што се дешава. Сега во овој момент видов дека сите влезови и излези од карго центарот ги обезбедува специјална турска полиција со автомати и со панцири, појна борбена опрема. Немаме информации ништо што точно се случи, меѓутоа општ хаос настана тука. Така што тоа би било од овој воен документ за прашање повелете. Александар, гледам дека сте вознемирени, можам и да претпоставам каква хаотична ситуација се случува во тие моменти. Вие не сте сами таму, претпоставувам дека има заглавени уште други туристи, дали има многу странци, претпоставувам дали воопшто ви се обратија на англиски јазик некој од полицијата или било кој да ви даде информација или каде да се заслоните воопшто? Не, буквално никој никаква информација не ми кажа. Од тоа што го слушаме тука меѓу луѓето е дека доаѓа до конфликт меѓу полицијата и армијата. Пред околу 15 минути уште после
претходното јавување дека бев на терасата, можев да забележам дека и борбени хеликоптери слетуваат околу аеродромот Кемал Ататурк, меѓутоа во темните не можев да видам дали некој влегува во хеликоптерите или излегува. Како и да е, моментално е навистина хаотична ситуација. Почна одеднаш луѓето да викаат, да легнуваат доле, да бегаат, се направи стампедо. Уште меѓу на потуште гледам дека жени и деца лежат исплашени и во не знаат што точно се случува, така што нема кој да ни каже што се случува, така што останува да почекаме и да видиме. Александар, само уште накратко, дали добро те разбрав, кој почна да ги крши стаклата, дали револтираните патници внатре во аеродромот кои што не знаат што се случува или сепак полицијата? Не, се беше борет, ние бевме тука заглавени. Знаеме каква е ситуацијата во Турција од затворен аеродром. Меѓутоа, одеднаш почна да трчат толпа на луѓе да викаат. Видов и полицајци со автомати како трчат и тогаш настана целата бркотница. Луѓето буквално како што седеа по рестораните, по масите, легнаа доле. И сега во моментов гледам дека пристигнува поголема полиција тука, поголеми полициски сили на аеродромот. Сега зборам, ние сме не во терминалната зграда, меѓутоа во транзит центарот. Тоа е местото каде што ние патници што овој аеродром го слушаат, го користат само како транзит до својата следна дестинација, како нашиот пример. Меѓутоа има, да речеме вака слободна проценка, околу 2 до 3.000 патници тука заглавени. Меѓутоа, не знаеме точно сега искрено што е случило, само настанува паника, полицајци трчат, пиштолите им се извадени во раце. Не разбираме турски, никој не ни кажува ништо, така што ќе се обидам, јас некој доколку знае англиски, да ми објасни што точно се случува на аеродромот. Ова беше јавувањето на колегата Александар Видиновски, кој заедно со екипата на телевизија Нова се заглавени на аеродромот во Истанбул, беа упатени, требаше да имаат трансфер лет за до Франција по нападите во Ница. Тие се заглавени на аеродромот во Истанбул, во Турција. Информациите велат дека двата аеродроми се затворени, откажани се сите летови, нема информации. Ова беше јавувањето на Видиновски во моментот кога поддржувачи на Ердоган буквално упаднале во аеродромската зграда, пошто следело и упаѓање на полицајци вооружени со пушки, со пиштоли. Голема вознемиреност помеѓу патниците на аеродромот во Истанбул, немаат никакви информации. Последното јавување на колегата Видиновски јави дека се повлекле луѓето, поддржувачите на Ердоган се повлекле од зградата на аеродромот. Се уште траат собирите на улиците на Истанбул и во Анкара. Едни се поддржувачи на Ердоган, други се поддржувачи на воениот удар. Според неофицијални информации, воен авион урнал хеликоптер, воен хеликоптер кој што вела дека од хеликоптерот било отворен оган врз цивилни на собрани граѓани. Ова се непотврдени информации, морам повторно да кажам, и дека наводно во хеликоптерот биле и челниците, организаторите на овој државен удар. Во овие моменти, како што ми јавуваат од дескот на телевизија Нова, турскиот премиер има обраќање во живо на турската NTV. Меѓутоа, обраќањето е на турски јазик. Нашите преведувачи веќе работат на тоа, веднаш штом ќе биде завршено неговото обраќање, ќе имам информација за тоа што им порачал на жителите, на граѓаните на Турција. Според некои информации кои што веќе почнуваат во медиумите, го нарекуваат ова неуспешен државен удар. Велат дека ударот, државниот удар е спречен веќе. За ова нема никакви официјални информации. Медиумите се повикуваат на своји извори од владеачката партија. Затоа ќе мора уште малку да почекаме да видиме дали е навистина така, дали оваа информација држи или пак е обид да се смери ситуацијата од страна на владата. Поранешниот премиер на Турција Ахмет Давитоглу го повика турскиот народ да се сплоти околу владата, а вооружените сили да застанат во негова одбрана. Ова го јави ТАС. Вечерва се штити нашата чест, го повикувам народот без колебање да се сплоти околу владата, изјави Давитоглу за телевизијата NTV. Турскиот министер за одбрана Факри Ишик за истата телевизија изјави дека обидот за воен удар во Турција ќе биде задушен во најбрзо време. Тој ги повика војниците да не ги почитуваат незаконските наредби на неколку нивни надредени.
додавајќи дека почистите го држат началникот на генералштабот на турската армија генерал Хулуси Акар како заложник. Нешто претходно објавивме веќе дека некои медиуми веќе објавија информацијата непотврдена дека е убиен генералот во вечерва во овој обид за пуч. Ова е непотврдена информација, се знаеше само дека го држат како заложник. Турските провладени медиуми јавија дека при обидот за воен удар били убиени 17 полицајци, а некои медиуми јавија за бројка од 25, како и дека е соборен еден хеликоптер на почистите. Турската агенција Надолија пак објави дека стотици луѓе излегле на улиците во Истанбул и Анкара во знак на протест поради воениот преврат. Медиумите јавуваат и за судири помеѓу демонстрантите и армијата околу турскиот парламент во Анкара и на Истанбулскиот плоштад Таксим, при што се слушале и истрели. Според неофицијални информации, при инцидентите има и ранети. Протестите следуваат откако турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган во изјава за CNN Турк дадена од непозната локација буквално ги повика граѓаните да излезат на улица и да се спротистават на обидот за државен удар. Медиумите веднаш ја проследува информацијата дека Ердоган наводно бил на одмор во Бодрум и со својот приватен авион се обидел да слета на аеродромот во Истанбул или во Анкара. Тој дури им порача во видеообраќањето на граѓаните на Истанбул, на Анкара, дека ќе се појави на плоштадот. Меѓутоа, наводно не му било дозволено на неговиот авион да слета ниту во Анкара, ниту во Истанбул. После тоа медиумите алиферуваа информацијата дека тој се обидел да добие дозвола да слета во Германија и побарал азил, но бил одбиен. Потоа направил обид да лета и за Лондон, но наводно и тоа не се случило, а некои од медиумите дури објавија дека тој можеби веќе се наоѓа во Грција. Но последните непотврдени информации од кабинетот на Ердоган велат дека тој е веќе во Истанбул. Каде слетал и како дошол до Истанбул, нема информација со оглед на фактот дека аеродромот е затворен веќе нешто после 23 часот, веќе никаков лет не се обраќаше. Колегата Иле Петревски се јави во малце претходно во вонредните вести на телевизија Нова и информираше дека авионот од Истанбул за Скопје слетал безбедно во 20 часот. Тој полетал и слетал во 20 часот, значи малку пред да започне воениот удар во Истанбул, кој што според информациите започнал некаде после 21 часот. Министерството за надворешни работи на Република Македонија има официјални информации, има многу македонци кои што се заглавени во овие моменти во Истанбул, како што и екипата на телевизија Нова. Го имавме и амбасадорот на Република Македонија во Турција Звонко Муцунски, кој што им посочи на граѓаните дека можат да се јават или во конзулатот или во амбасадата на Република Македонија во Анкара и во Истанбул за сите информации кои што им се потребни и работат на нивната безбедност. А сега повторно го вклучуваме во живо колегата Иле Петревски, кој што и тој работи во овие доцни вечерни часови. Според информациите, Иле, како што ми кажа, имаш официјално соопштение од Министерството за надворешни работи, што се вели во него? Да, Анита, екипата на телевизија Нова се наоѓа овде пред зградата на Министерството за надворешни работи, од каде што пред малку испратија и писмено соопштение, каде што бараат апел, односно ги советуваат граѓаните на Македонија кои што се наоѓаат во Република Турција во овие тешки моменти да бидат на безбедни места во своите смештаи и да не излегуваат непотребно надвор на улица, каде што е навистина тензично. Можевме да видиме од сите оние снимки кои што беа објавени од страна на турските, но и на сите светски поголеми медиуми кои што ги пренесува и телевизија Нова. Во соопштението на Министерството за надворешни работи ги објавија и сите оние телефонски броеви од амбасадата во Анкара, од дипломатското представништво во Истанбул, од конзулатот, како и броевите на Министерството за надворешни работи. Сите оние граѓани кои што се засегнати со цела оваа ситуација, кои што имаат своји најблиски роднини, пријатели во Турција, да можат да прашаат за нивната безбедност, за нивното здравје, каде се и како се чувствуваат во моментот. Сите тие информации ќе можат да ги добијат од броевите. Се надевам дека режијата е подготвена и да ги пушти тука сега во живо во телевизија Нова, да ги видат и гледачите на телевизија Нова броевите, каде што можат да побараат информации за своите пријатели, родни, најблиски, како што реков, кои што се заминати на годишен одмор во Турција.
Инаку се уште не се знае конечната бројка колку македонци се заминати во Турција, не се знае како што реков во претходното јавување и колкав е бројот на граѓани од Турција кои што се дојдени овде. Според последните статистички податоци има повеќе од 22.000 лица жители на Турција овде во Македонија. Ситуацијата е тензична, сите аеродроми се затворени во двата правци, не може никој ни да отиде ни да се врати од Турција, затоа ситуацијата е статус кво и ќе видиме што ќе донесе ноќта па и утрешниот ден. Меѓутоа екипата на телевизија Нова будно ќе ги следи сите случувања и со најнови, најсвежи информации се јавуваме во некои од следните информативни блокови во случај, освен ако нема прашање некој од студиото. Токму така, Иле, сакав да те замолам дали ќе можете со екипата на телевизија Нова, вие сте мобилни, веќе сте на терен, сега си пред Министерството за надворешни работи, дали може да заминете до турската амбасада во Скопје? Имам информација, му јавуваат од дескот дека група граѓани поддржувачи на Ердоган се собрале пред турската амбасада за да му изразат поддршка, па те молам да побараш клучување кога ќе бидете таму со повеќе информации за тоа за што се работи, кои се пораките упатени од овие граѓани. Ние одиме понатаму, освен што еве група граѓани се собрале поддршка за владата на Ердоган, доаѓа и од Соединетите Американски држави и од Германија. Според информациите кои што ги лиферуваат медиумите, иако состојбата во Турција е и натаму конфузна, се уште не се знае, продолжуваат престрелките во повеќе градови, се јавува и за жртви кои што се случиле во овие. Според информациите, американскиот претседател Барак Обама вечерва побара од сите страни во Турција да ја поддржат демократски избраната влада. Обама повикува да се забране насилството и да се избегне крвопроливање. Германската влада соопшти дека демократскиот поредок во Турција мора да се почитува и Европската унија побара почитување на демократските избрани институции. Лидерот на најголемата опозицијска народна републиканска партија во Турција, Кемал Каличдароглу, го осуди обидот за пуч во земјата преку серија твитови во кој оцени дека земјата во минатото доволно страдала од воени удари. Телевизија Нова веќе подготвува прилог, ова не е првиот, не е единствениот воен удар. Турција има историја со воените удари низ годините наназад. Телевизија Нова подготвува и комплетен прилог за сите воени удари, успешни и неуспешни во Турција во изминатите години. Од воениот удар се оградило и движењето кое се смета блиско до верскиот лидер Фетула Гюлен. Турскиот министер за правда Бекир Бозгат претходно обвини дека во воениот удар се вмешани лојалисти на движењето на Гюлен, но од ова оградување сега излегува дека не. Според некои информации, пучот веќе го сметаат за задушен, дека војниците се повлекуваат од повеќето улици во Истанбул, јавуваат новинарите, дека нејасно е дали станува збор за тактички маневар на војната хунта која вечерва ја презеде власта или пак дека е задушен пучот. Според информациите, портпаролот на турското државно разузнавање изјави дека обидот за државен удар бил одбиен, дека армиски борбени авиони летаат над Анкара за да ги неутрализираат хеликоптерите кои ги користат пучистите. Ова го јави турската државна агенција Анадолија. Инаку се слушна и силна експлозија во Истанбул според очевидец на Reuters. Анадолија ја нарече армиската група за пучот Фето, со името Фето, како што турската влада го вика движењето Хизмет, што го води свештеникот од САД Фетула Гюлен. Се очекува наскоро да продолжат меѓународните летови од аеродромот во Истанбул според Европската организација за безбедност на воздухопловната навигација, но нема информација кога тоа ќе се случи. Слетувањата на Истанбулскиот аеродром се уште се во прекин, аеродромот е преполн. Шефот на НАТО, Столенберг, повика на целосно почитување на турските демократски институции, а германската канцеларка Ангела Меркер на Твитер соопшти дека мора да се почитува демократскиот ред во Турција и дека мора да се стори се за да се заштитат животите на граѓаните. Ќе повторам, според информациите, повторно сме во живо од улиците на Истанбул, од оно што се случуваше. Има информација дека има загинато полицајци, непотврдени информации. Според информациите до сега македонските граѓани се на безбедно, го видовме телопот со телефонските броеви доколку на било кого му биде потребна информација
или помош од нашата амбасада или конзулатот во Истанбул и во Анкара, може слободно да се обратат на тие телефони. Ситуацијата е исклучително комплицирана, посекуваме мирен развој на настаните. Наша најголема грижа е безбедноста на македонските граѓани кои се наоѓаат на територијата на Турција, изјави Звонко Мацунски, македонски амбасадор во Турција за телевизија Нова, претходно во јавувањето во живо. Тој им препорача македонските граѓани да останат на безбедни места, да не излегуваат на улиците каде што во моментот траат протести на поддржувачите и на Ердоган и поддржувачите на војната хунта која што изврши воен удар. Имаме подготвено и дел од претходното јавување на Муцунски да погледнеме што им порача на граѓаните. Актуелната ситуација во Турција е исклучително комплицирана, меѓутоа сепак морам да нагласам дека Република Турција е наша пријателска и партнерска држава со која споделуваме многу заеднички вредности. Единствено што посакуваме во овој момент е мирен развој на настаните. Секако наша најголема грижа во моментот е безбедноста на државјаните на Република Македонија кои по било кој основ престојуваат во Република Турција или транзитираат преку некој од аеродромите и на кои им препорачуваме барем во моментот да останат на безбедни места, без неопходни движења на јавни места кои во моментот може да бидат опасни за нивната лична безбедност. Министерството за надворешни работи на Република Македонија веќе објавува соопштение на својата веб страница со сите информации на нашите представништва во Република Турција, значи амбасадата на Република Македонија во Анкара и генералниот конзулат во Истанбул, вклучувајќи ги имейл адресите и дежурните телефони на кои ќе можат да не контактираат и да побараат евентуално помош или совет. Повторувам дека посакуваме понатамошен мирен демократски развој на пријателска Република Турција, бидејќи знаете демократските промени со суштинско значење за развојот на секоја држава. Господин Муцунски, да повториме сите оние кои што имаат потреба од било каква информација или помош кои што се наоѓаат заглавени во Турција, доколку нели се надеваме дека ова ќе заврши негде доколку потрае, може слободно да се обратат во амбасадата на Република Македонија. Така е, може да се обратат и во амбасадата во Анкара и во нашиот генерален конзулат во Истанбул. Значи на веб страницата на Министерството за надворешни работи се објавени имейл адресите и телефонските броеви, вклучувајќи и дежурните телефонски броеви, и ние остануваме отворени за помош во било кое време на било кој граѓанин на Македонија. Следите ситуацијата, претпоставуваме вие и Министерството за надворешни работи за тоа што се случува, за да може да се преземат конкретни понатамошни чекори за тоа како да се заштитат нашите граѓани таму. Секако, ние секој пат кога станува збор за безбедноста на граѓаните, тоа ни е на прво место и ќе водиме и понатаму сметка, нели, така да ги заштитиме каде и да се. Така да им препорачувам на сите, значи да ги следат соопштенијата и инструкциите на Министерството за надворешни работи заради својата и безбедноста на своите семејства. Ова беше обраќањето, јавувањето во живо на Звонко Муцунски, македонскиот амбасадор во Турција. Во овие моменти на CNN можеме да видиме како дошло до судир помеѓу полицијата и демонстранти кои што биле таму да го поддржат Ердоган. Еве има и повредени кои што ги пренесуваат. Според информациите, истрели и експлозии се слушаат по улиците на Истанбул, ова го јавува CNN. Хаосот е присутен и на улиците на другите турски градови, каде што има илјадници луѓе што протестираат за поддршка на Ердоган, како и припадници на војската. Според информациите и според она што можеме во овие моменти да го видиме, на собраните граѓани на Турција скандираат, се обидуваат да ги спречат военните возила, застанати се буквално, полицијата, односно војската, можеме да видиме како буквално стојат, се обидуваат да се обратат на собраниот народ. Дали може малку погласно режија да можам да чујам? Is now back in government control, pro-Erdogan control. CNN's Barbara Starr is also joining us now. She's monitoring developments from the Pentagon. The Obama administration, were they at all prepared for something like this to happen, or were they caught off guard? I have to say, I don't think there was any indication anyone in Washington tonight was prepared for this. For hours, we talked to officials across the city, officials at NATO, and everybody continues to say even now they are monitoring it. And it's very cautious monitoring at the moment, Anderson, because I think there's a real sense
of instability that they see in Turkey tonight, and they are not sure what to make of it. This rapidly, regardless of whether the coup succeeds or fails, has become a national security crisis. And why is that? Because Turkey is such a close ally in the war on terror. There are about 1,500 US Има troops in околу southern Turkey 15,000 војници трупи кои што извршуваат мисии секој ден, дури вечерва против ИСИС во Сирија. САД сака да види како тоа продолжува за да се држи ИСИС настрана од Сирија и да престанат нападите и нивните планирања и тероризмот. Но ева го големиот проблем, доколку турската војска нема контрола врз земјата, доколку се работи за државен удар, на вистина САД не би соработувала со земја каде што има државен удар и каде што владата не на власт. Мора да гледаме како продолжуваат настаните и да се осигураме дека тие ќе можат да ја одржат стабилноста, затоа што и покрај турската политика САД има многу бази кои што работат кон држање, работат против ИСИС. Има возила и врева во толпата, некој удри војник, се удира и возилото. Војниците го држат знамето на Турција. САД има 15,000 трупи во Турција. Пред некое време ни кажа дека во базата се е безбедно, дека нема никакви проблеми, ниту пак удари, но постои големо но, затоа што доколку владата во Турција не успее да ја поврати контролата, сето ова ќе мора да се преиспита, затоа што за цените, ова што го гледаме, веќе ги приспитуваат следните сценарија доколку државниот удар продолжи и не се поврати контролата, ќе мора да се вратат, да се пратат војници за дополнително обезбедување. И се прашуваме и за сите граѓани на САД кои што се во моментот во Турција, како може да ги вратиме дома, дали ќе продолжи државниот удар понатаму или не. Ова е огромен неред и за Вашингтон вечерва. Исто така слушнавме и од други кои што не можат да се вратат и до своите хотели, граѓани, странски граѓани. Новинарката ја имаме на врска. Каде си во моментот? Тука сум со поголема група. Сите се во паника и сите говорат за војниците кои што говорат, значи луѓето кои што се за Ердоган и за власта со нив сите, така да во последните 2 часа повеќето ги повикуваат луѓето да излезат и да им одговорат на молитвите. Се бара луѓето да излезат на улиците и за да ја поддржат владата. Да, јас сум со таква група на луѓе и во секој пат кога има повик да излезат, сите скандираат и викаат. Од каде што си во моментот, дали можеш да видиш војници кои што се се уште на улиците? Се уште слушам истрели на секои 15 на минути. Значи продолжуваат престрелките дури и во овој час. Да, тие се уште продолжуваат и во овој час. И како и хеликоптерите се слушаат.
Има и извештаи дека информации дека тие продолжуваат и до доцна во ноќта. Да, јас се шетав и видов многу испаничени луѓе кои тие многу скандира и луѓето трчаат и бегаат. Би сакал да слушнеме и други информации од друга страна. Каде се наоѓаш ти? Јас се наоѓам во близина на плоштадот и тука беше доста тензично, но се уште нема престрелки пукотници. Од тогаш само гледам што се случува. Слушнав некои пукотници, гледам како беше преземено се од воени возила. Бизарната случка започна и сега во моментот е тивко, но се уште тлее. Војската која што е зад војниот удар, дали е се уште на мостот? Јас не можам баш да кажам од овде, гледам кон мостот со двоглед, но не сум сигурна, но имам пријателка која што е на аеродромот и контактирам со неа. Таа вели дека поддржувачите на Ердоган одат на аеродромот и се здружени и скандираат пораки за поддршка. Се конфронтираат со армијата но нема никакви информации за испукани куршуми. Сега за сега мирно. Видовме неколку видеа предходно од аеродромот, како што ти велиш, многумина стотици луѓе врескаат кон аеродромот. Има доста поддржувачи на Ердоган таму и одговараат на повикот на Ердоган тие да излезат на улиците. Слушнавме некои истрели низ Истанбул. Дали се уште слушаш истрели на куршуми во моментот? Да, во моментот слушам. Искрено звучат како огномет. Хакан, ако си се уште со нас, како сето тоа се одвива на улиците, кој сектор, кој дел од општеството не го поддржува Ердоган? Во моментот луѓето мислат дека ваквата организација, војниците всушност се против нив и тие се обидуваат да ги заштитат. Значи, полицијата е повеќе здружена со Ердоган. Во моментот, какво е расположението, дали ти се изненади од развивањето на настаните, ако некој еве ти речеше вчера дека ќе се случи државен удар, денес дали ќе му веруваше? Мислам дека се беше мирно и дека тој доста беше успешен со раководењето со војската и дека промените во Конституцијата, во Уставот беа добри, но и покрај тоа што се случуваше со протестите, тој се обиде да ја доведе во контрола армијата и затоа сум многу изненадена од настаните. Многу воени офицери беа обвинети за обид за воен удар и уапсени. Also CNN's Ivan Watson, who has obviously deep experience reporting from Turkey, lived in Istanbul. Во моментот
Што мислите за она што се случува во Истанбул на улиците? Очигледно ова е борба за превласт и ќе продолжиме да гледаме што се случува. Не изгледаат добро настаните. Сметам дека е навистина далеку, навистина длабоко пото на Турција во последните неколку години беше промовирана како модел на стабилност и пример за демократија во светот, но само пред неколку недели имаше напад со бомба на аеродромот на Истанбул, по кој имаше уште неколку самоубиствени напади низ Турција. Има, значи, голема цивилна војна во југоисточниот дел на земјата и луѓе од курдите, но во моментов очигледно има ерупција која што се случува во моментот во ова општество кое што веќе беше поларизирано, поделено од поддржувачите на Ердоган кој што ги победи изборите со поддршка од конзервативната работничка класа, кои што се во моментот на улиците и ја искажуваат својата поддршка за својот лидер. Во моментот гледаме внимателно она што се случува. Одиме со најновите информации кои што пристигнуваат во врска со хаосот во Турција вечерва и државниот удар кој што го спроведе војската. Според информациите од владеачката партија на Ердоган, владеачката структура е дека не се работи за државен удар, туку за само мал дел на командата од војската кој што се обидела да направи пучи, дека се тие веќе уапсени. Според информациите веќе на некој начин потврдени, еден загинат сигурно е фотограф на агенцијата Associated Press. Тие објавија и на својот Twitter профил дека има загинат нивен припадник фотограф. Нема се уште, веројатно ќе се знаат овие официјални информации. Ова е само информација од AFP, Associated Press, агенцијата на Twitter, дека е загинат во кога војската отворила оган на собраната толпа во Истанбул, дека загинал тогаш фотограф на Associated Press. Според информациите последни кои што доаѓаат од светските медиуми, велат дека се очекува во секој момент да слета Ердоган во Истанбул и дека напливот на луѓе на аеродромот во Истанбул, за кој што посведочи и нашиот новинар Александар Вединовски, екипата на телевизија Нова, кои што се заглавени на аеродромот во Истанбул, се дека се собрале таму за да го обезбедат слетувањето и да го пречекаат претседателот Ердоган. Според информациите, авионот, владиниот авион, веќе некое време кружал околу Истанбул и наводно треба да слета во Истанбул. Според прес-секретарот на Ердоган се очекува, тој официјално им кажал на новинарите дека Ердоган ќе слета во Истанбул и за неколку часа ќе се обрати на нацијата. И турски CNN исто така објави дека се очекува Ердоган да слета на аеродромот Ататурк. Според информациите последни, веќе се случило слетувањето. За ова немаме официјална потврда, но наводно пред само неколку минути авионот на Ердоган успеал да слета во аеродромот во Истанбул. Се очекува да и се обрати на нацијата. Според информациите кои што беа лиферувани е дека е завршен воениот удар. Според Спутник, убиен е најмногу близок соработник на Ердоган, публицистот Ерол Олчак, кој е еден од најблиските соработници на Ердоган. Наводно е убиен во немирите, ова го пренесува
пренесува Спјутник. Водителката на ТРТ дала изјава во која што вели дека и претеле со оружје за да прочита веста дека паднала владата и дека е преземена владата од страна на војската во Истанбул. Според информациите, Ердоган веќе ја враќа контролата во Турција и дека изјавено е дека премиерот на турската влада изјави дека ќе бидат соборени сите летечки објекти кои што летаат во Турција во овој момент, а немаат дозвола од нив. Според информациите кои што ми пристигнуваат од дескот, истрели и експлозии се слушаат се уште по улиците на Истанбул. Ова го јавува CNN. Хаосот е присутен на улиците во другите турски градови, каде што има илјадници луѓе што протестираат. Државната турска агенција јавува дека граната ја погодила зградата на парламентот во Анкара. Според агенцијата, граната била испалена од страна на подржувачите на воениот удар. Експлозијата ја потврдиле и неколкумина од претениците што се наоѓаат во овие моменти во зградата. Значи, граната е експлозија во парламентот на Турција. Според информациите, веќе биле уапсени организаторите на пучот, доколку може режијата да даде кадер. Има и видео кое што е поставено на интернет, на кое што се гледа како војник со лисици на рацете, уапсен, дава информација, односно преку радиоврска, се обидува да им упати порака на сите кои што учесници во пучот да се предадат. Според информациите, самите граѓани ги напаѓале војниците. Еве го видеото на кое што се гледа како војник со лисици на рацете преку радиоврска упатува на турски јазик порака да се откажат сите учесници во пучот. Над него стојат полицајци. Тоа е во воена униформа, а полицајците му упатуваат што да каже. Според информацијата, власта ја вратила контролата над ТРТ и дека веќе ево теки повраќање комплетно на целата ситуација, на целата власт во Турција. Она што пристигнува од светот како информација е дека грчката војска е во состојба на борбена готовност од доцна вечерва. Таква наредба добиле од своите претпоставени. Бугарија ја зајакнува контролата на границата, а целосно ја затвориле границата со Турција, Грузија и Иран, според информациите. Она што последно го знаеме е дека до сега 3 пуча, обиди за пуч во последните години во Турција, околу 20 години, пред скоро 20 години бил последниот пуч во Турција. Телевизија Нова, како што кажав, се прави комплетен прилог за сите пучеви, за целата состојба што вечерва се случуваше на улиците во Истанбул и во Анкара. Информацијата, телевизијата НТВ, која што и лиферуваше информацијата дека Ердоган ќе се обрати на нацијата, објави и дека бил срушен хеликоптер во кој што биле челниците, организаторите на овој воен удар. Според информациите што досега ги имаме, она што е важно е дека самите граѓани кои што се наоѓаат на улиците се обиделе да ги разоружаат и да ги сопрат војните и оклопните возила на турската војска. Војниците не реагирале, дури на еден од снимките се гледа како и војникот на кој што буквално маса од луѓе се нагрнуваат да го извадат од возилото, пука во воздух за да се заштити, а претходно војската во официјално соопштение кажа дека во овој воен удар нема да биде подвреден ниту еден цивилен граѓанин на Турција. Сепак, според оние информации кои што беа лиферувани по медиумите и по социјалните мрежи, дека дошло до престрелка, дека војската пукала во цивилното население, дека има и жртви, велам, ова се сега се уште непотврдени информации. Ердоган доби поддршка од речиси сите светски
лидери, Обама и Меркел меѓу нив, исто така и од НАТО, да се почитува демократски избраната власт во Турција. Според информациите, дури и на улиците на балканските градови во Сараево, турски државјани излегле на улиците со турски знамења како поддршка на Ердоган. Информација има дека тоа се случува и во Македонија пред турската амбасада. Нашиот репортер, колегата Игле Петревски, е на пат натаму, во секое време очекуваме да се вклучи. Според информациите, мала група на граѓани се собрале пред турската амбасада да изразат поддршка пред турската амбасада во Скопје. Нашата екипа, Александар Видиновски, снимателот кој што беа тргнати на пат за Франција поради терористичкиот напад во Париз, заглавија на аеродромот во Истанбул, тие веднаш успеале да контактираат со македонската амбасада таму да им кажат во каква ситуација се наоѓаат, да добијат упатства. Тие се уште во аеродромската зграда, нема информации, иако некои медиуми објавија како и Европската аеродромска контрола за цивилна заштита и за контрола на летање објави дека ќе бидат повратени летовите, повторно повратени летовите од аеродромите во Истанбул и во Анкара, меѓутоа се уште нема информација кога тоа ќе се случи. Аеродромот е препон со странци, како што јави нашиот колега Александар Видиновски, додека сите кои што се обраќале на микрофоните во овие неколку часа, изминати неколку часа, се обраќале на турски јазик, што странците нормално не го разбирале и уплашени во паника немаат повеќе информации за тоа што се случува. Оно што го јавуваат светските медиуми, а што е на некој начин потврдено, е дека има многу народ на улиците на Истанбул и во Анкара, дека се поделени. Едни се поддржувачи на Ердоган, други поддржувачи на воениот удар. Оно што досега можевме да го имаме како информација дека имало сударение и за гледачите на телевизија Нова во живо, се вклучивме преку нашите партнери од Reuters во живо со снимка од улиците на Истанбул, на кои што можевме да слушнеме рафални истрели, луѓе како легнуваат на земја, а потоа се обидуваат да се засолнат. Сето тоа го видовме во живо, кој пукал на нив и дали пукал воопшто на нив. Немаме се уште информација. Тука ќе направиме кратка пауза да може да собереме повеќе информации за тоа што се случувало во зградата на парламентот, дали навистина се овие информации дека е завршен пучот релевантни или пак се обид на турската влада да ја замаскира малку, да ја ублажи ситуацијата. Се враќаме за многу куса со сумирање на сето ова што се случуваше во Турција вечерва. Останете на телевизија Нова, прва ви информира секогаш.